Ајде пак да се јавам, зашо се јави? Вистина се јави. Секој ден гледам некои постови, се лоцираат спомени за стариот скопски живот, како се живеело порано, убаво, какви журки имало, каков лагоден живот. Пуни сме биле пари, безбедно било во градот. Од други градови од Југославија у 90-ти доаѓале кај нас да се журкаат, па тоа се раскажуваат митови, па старите скопски легенди вака, старите скопски легенди онака, па овие се легенди, оние се легенди. Овој беше скопска легенда, скопска фаца, урбана фаца. Овој не беше урбана фаца. Устари многу од тие урбани фаци, како да ви кажам, беа джанкери и пијандори, ама ајде се. Да не им правиме никаква реклама, ни лоша, ни добра, но сакам да кажам дека од Скопје се прават многу позитивни ликови. И многу позитивни митови. И што не се така, реално. Сакам да кажам, драги мои скопјани и скопјанки, дека Скопје, вакво како што е денес, прави само несретни луѓе. Сите на грб носиме некој, поточно некој во глава имаме некој суеверен, религиозен, малограѓански морал, кој што е спиритус мовенс на овој град. Што е моделот, еве така да ве прашам, за успешност во овој град? За популарност голема во овој? Еве кажете, размислете. Да ви дам време да размислите? А ја ќе кажам. А вие размислувајте умеѓу редови. Значи, моделот за успешност и популарност во овој постран град би се тајкуни кои што се збогатиле на несреќата на другите, така што ги оставиле сиромашни. Значи, пари, политичка моќ, жени, швалерки, викендици, големи сметки во банка, скапи коли, курви кои се што се продаваат за нели инфлуенсерки на оној каталог за проститутки наречен Инстаграм или не знам се како се вика, тие тиктокови. Значи, моделот за успешност ке жените, не знам, да може да се продае добро, има развиено цврсто верување дека ако веќе ја даде сливата некому, дека тоа треба добро да го наплати, например, макар едно станче 70 квадрата, колица од некој 40-50 илјади евра, може и кабриолет посед што дае. Тоа ви е парадигмата за успешност во факинг посрано Скопје, ако некој не знаеше и ако некој прави митови дека Скопје не знам шо и така натаму и така натаму. Значи, вечното незадоволство на богатите, на буржуазијата во овој град, знаете кој е? Да бидам побогат бе од комшијата. Чека ми звони некој. Да бидам побогат од комшијата. Да имам поголема куќа од комшијата на водна. Поголем телевизор. Поскупа кола. Тоа ви е вечното незадоволство на скопската буржуазија. Тоа ви е моментот кога несреќата станува прва дама на градскиот живот. Ко Клинтоница, рецимо. Значи, сите ние, овие скопјани, така да кажам, успешни познати, си ја носат несреќата со себе ко прва дама. Тоа ви. И сите патат за добар глас, да имаат добар глас. Добриот глас е втората тковина на скопската елита, така да кажам, на водници. И сите веруваат дека за добриот коњ се кревала прашина. Шие му га џура. Дечки, у град на копитари најчесто се крева прашина зад најлошите, зад кецарошите, зад оние кои што ништо сами у животот не направиле, туку секогаш имале зад него некој си успешен моќен татко, мајка, баба, дедо и така натаму. Затоа не паламудете за Скопје.
Skopje je jedna ogromna seljačana, ja da vi kažem. Aj zemlja, ponekoja druga prilika uvrska sa nekoj drug cirkus. Ćao!